Добро. Значи, стигнаваме до материјали и ситен инвентар. Има планирано 1.825.000, во кој што спаѓаат канцелариски материјал, списанија и вестици, униформи, прехранбени продукти и пијалоци, наставно-образовни помагала, училишни материјали, средства за одржување на хигиена, материјали за разни поправки, ситен инвентар, резервни делови, други материјали за специјална намена, како и други материјали. Потоа поправки и тековно одржување има 1.203.000 планирано, во кој што спаѓаат одржување на згради, е поголем износ, дезинфекција, дезинсекција и дератизација, поправки и одржување на мебел, поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема, поправки и одржување на друга опрема, одржување на зелени површини околу згради и одржување на други зелени површини. Договорни услуги имаме планирано 1.750.000, во кој што спаѓаат осигурување на недвижности и права, други финансиски услуги, примерна здравствена заштита, други здравствени услуги, дополнителни активности има 0, услуги за воочилишни образовни активности, превозни услуги во образованието 1 милион, тоа е превозни услуги за учениците кои што се носат од другите населени места, како и договорни услуги за книговодството и услуги за копирање и печатење. Други тековни расходи има планирано 330.000, а во кој што спаѓаат расходи за репрезентација, семинари и конференции, објавување на огласи и други оперативни расходи. Субвенции и трансфери имаат планирано 300.000 денари, тоа се други трансфери. Купување на опрема и машина имаат планирано 2.700.000, во кој што спаѓаат купување на канцелариска опрема, на информатичка и видео опрема, купување на опрема за грејење и климатизација, како и купување на друга опрема. И следното е, други градежни објекти имаат 490.000 планирано. Овде се планирано една реконструкција на други објекти и надзор над изградба. И 300.000 има планирано книги за библиотеке и учебници. Да. Благодарам. Го давам предлогот на гласање, предлог буџет на општина Конче за 2026 година, кој е за? 5 за, против 2, воздржани 2. Продолжуваме. Точка 16, предлог одлука за усвојување на буџетот на општина Конче за 2026 година. Давам збор на раководителот. Предлог одлука за усвојување на буџетот на општина Конче за 2026 година, во суштина се бројките колку што изнесува буџетот на општина Конче. Значи овде имаме претходен буџет, имаме и тековен буџет. Претходниот буџет, вкупни приходи имаме 199.455.766, вкупно приходи исто толку и вкупно расходи. Во буџетот за 2026 година имаме 190.962.469, вкупно приходи и толку вкупно расходи. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а истата ќе биде објавена во службен гласник на општина Конче. Благодарам. Го давам предлогот на гласање, предлог одлука за усвојување на буџетот на општина Конче за 2026 година. Кој е за? 5 за, против 2, воздржани 2. Продолжуваме со точка 17, предлог одлука за извршување на буџетот на општина Конче за 2026 година. Давам збор на раководителот. По донесувањето на буџетот на општина Конче за 2026 година, за извршување на буџетот на општина Конче за 2026 година треба да донесеме и одлука за извршување на буџетот на општина Конче. Во одлуката за извршување на буџетот на општина Конче се носи врз основа на член 36 став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа, член 23 став 8 од Законот за финансирање на единици за локална самоуправа и одредбите од колективниот договор на општина Конче и член 11 став 1, точка 4 од Статутот на општина Конче, Советот на општина Конче на третата редовна седница одржана на 16.12.2025 година донесе предлог одлука за извршување на буџетот на општина Конче за 2026 година. Во оваа одлука се опфатени сите
трошоци кои што ќе бидат извршени во 2026 година. Вчера на Комисијата за финансирање и буџет не ја прочитав целата одлука, меѓутоа сега ќе ја прочитам. Член 1. Буџетот на општина Конче за 2026 година во понатамошниот текст буџетот се извршува според одредбите од оваа одлука. Член 2. Буџетот на општина Конче се состои од основен буџет, буџет на самофинансирачки активности, буџет на дотации, буџет на кредити и буџет на донации. Член 3. Корисниците на средствата на буџетот се должни утврдените средства во буџетот да ги користат наменски, рационално и економично. Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да преземат обврски. За да се преземат нови обврски од Советот на општина Конче, мора да се предложи нов извор на средства и да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен однос. Градоначалникот на општина Конче ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи во основниот буџет на општина Конче. Доколку во текот на извршувањето на буџетот, градоначалникот на општината оцени дека се неопходни позначени прераспределби на одобрените средства со буџетот или реализација на приходите и другите приливи, значително отстапува од планот, му предлага на Советот на општина Конче изменување и дополнување на буџетот, односно ребаланс. Советот на општина на предлог на градоначалникот ги донесува измените и дополнувањата на буџетот најдоцна до 15 ноември во теков на година. Пренамената во рамките на одобрените буџети и буџетските корисници ја одобрува Советот на општината. Во рамките на расходите утврдени во буџетот на буџетскиот корисникот може да врши прераспределба помеѓу расходни ставки, програми и подпрограми по претходно одобрување од Советот на општина Конче. Одобрените средства со буџет на ниво на ставка во рамки на подпрограма и буџет не може да бидат намалени повеќе од 20% со одлука за прераспределба на текомната фискална година, односно со одлука за пренамена. Одобрените средства за плати на доместоци во рамки на буџетот не можат да се зголемат со прераспределба повеќе од 10%. Буџетските корисници во услови како во буџетот на самофинансирачки активности, буџетот на дотации, буџетот на донации и буџетот на заеми, планираните приходи и други приливи не се реализираат, односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување, односно зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои градоначалникот ги ставува до Советот на општината на одобрување. Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансиски план по месеци. Односно пуштаме финансиски планови на буџетските корисници. Во наша ситуација буџетски корисници ни се Основното училиште Гоце Делчев и детската градинка 12 јули. Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во буџетот согласно законските прописи. За избраните и именувани лица, градоначалник, коефициентот се определува според бројот на жители на општината. Во нашата општина изнесува 2,08, а основица за пресметување на платата е просечната исплата на месечна плата по вработен во Републиката за претходната година, според податоците од Државниот завод за статистика. За административните службеници, платата ќе се исплаќа согласно Законот за административните службеници, а вредноста на бодот се утврдува со посебна одлука донесена од Советот на општината и додатоци за плата согласно колективен договор на општина Конче и општинскиот колективен договор за јавниот сектор. За вработените по Закон за работни односи ќе им се исплаќа бруто плата согласно правилникот за определување на платата на вработените во општина Конче за работните места за помошно технички лица кои немаат статус на државни службеници, а вредноста на бодот се утврдува со посебна одлука донесена од Советот на општината. Брутоплатите на вработените во локалните јавни установи за 2026 година ќе се исплатуваат согласно утврдените коефициенти и утврдената вредност на бодот утврден со пропишаните колективни договори со ресорните министерства. Ова се однесува за буџетските корисници. Исплатата на платите и на доместоците на вработените во локалните јавни установи, кои се финансираат со блок дотации, се спроведуваат на следниот начин. Средствата се планираат на наменска сметка 930, а се извршуваат преку сметката на дотации на локалните јавни установи 903. Локалните јавни установи, финансирани со блок дотација од општинскиот буџет, се должни до крајот на месец до општината да достават барање за одобрување на средства за плати,
кои ќе го приложат следните образци: копија од рекапитулација и пресметани бруто и нето плати, образец F1 за бројот на вработените по име и презиме и бруто и нето плати за месецот за кој се однесува платата. Во случај на нови вработувања во локалните јавни установи кои се финансираат од општинскиот буџет, истите се должни да доставаат известување од градоначалникот за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М1, а за новите вработувања кои се финансираат со блок дотација се доставува известување за обезбедени финансиски средства од надлежното министерство и Министерство за финансии и се приложува образец М1. Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи кои се финансираат од буџетот на дотација ја контролира и одобрува Министерството за финансии. Градоначалникот на општината е должен одделните пресметки на јавните установи да ги достави до ресорното министерство од кое се трансферира блок дотацијата. Ресорните министерства доставените пресметки за исплата на бруто плати и надоместоци ги доставуваат до Министерство за финансии за контролна евиденција. На членовите на Советот на општина Конча им припаѓа надоместок за присуство на седницата на Советот. Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот на општина Конче се утврдува во процентуален износ и изнесува 40% од просечна месечна нето плата во Републиката исплатена за претходната година. На претседателот на Совет на општина Конче за раководењето и организирањето на работата на Советот, надоместокот од став 2 на овој член се зголемува за 30%. Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се исплатува за присуство на сите седници на Советот во тековниот месец. Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се намалува за 30% за секој отсуство од седниците во Советот. Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот не се исплатува доколку членот на Советот не присуствува на ниту една седница на Советот во тековниот месец. Месечниот надоместок за присуство на седница на Советот не се исплатува доколку Советот во тековниот месец не одржал седница. На членовите на Советот им се исплаќаат надоместоци за патни и дневни трошици за службени патувања во земјата и странство според прописите кои се однесуваат на вработените во општинската администрација. На надворешните членови на работните тела на Советот за присуство на седниците на работно тело им припаѓа надоместок во износ од 1000 денари. Ова сме го немале до сега. Исплатата на име на надоместок за годишен одмор на вработените во општинската администрација ќе се врши врз основа на донесено решение од страна на градоначалникот. Вработените имаат право на регрес за годишен одмор во висина од 40 до 60% од износот на просечната исплатена нето плата на ниво на РСМ исплатена во последните 3 месеци под услов вработениот да работел најмалку 6 месеци во календарската година кај работодавачот. Вработените на општинска администрација имаат право на патни и дневни трошици во случаите кога се упатени на пат врз основа на уредени веродостојни документи. Висината на дневниците за службено патување во земјата се исплатуваат во висина од 800 денари. Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа, се исплатува цела дневница. За патувањето во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од вратениот износ на став 2 од член 1. За службените патувања во странство, дневница се исплатува согласно уредбата и издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на управа им се признаваат во тековни трошици. Значи, кога сме кај дневниците, и вчера го спомнав истото, значи, од последните 12 години, па можда и повеќе, значи, дневница за службени патувања вработените и градоначалникот немаат добиено. Меѓутоа го имаме во одлука. Во случај на боледување, подолго од 6 месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди, во смисла на Законот за заштита и спасување и други случаи на вработениот во општината и локалната јавна установа, му се исплатува помош во висина од едно последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен. Во случај на смрт на вработен, на негово семејство му се исплаќа паричен надоместок во висина од 30.000 денари. На вработениот, во случај на смрт на член на потесно семејство, родител, брачен другар, деца, родени во брак или вон брак, посиноци, посвоените деца и други земји на држување, му се исплаќа парична помош во висина од 15.000 денари. Исплатата на име и јубилејни награди ќе се врши од програма Општинска администрација Е0, расходно конто 464 990. Други трансфери на основа на донесено решение од градоначалникот согласно колективниот договор на општина Конча. Надоместоците од ставовите 1, 2, 3 и 4 од овој член се исплатуваат по претходно доставено барање на тековна година.
Сите исплати на предните надоместоци се вршат врз основа на претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на градоначалникот на општината. Средствата за надоместоците на ставовите 1, 2 и 3 од овој член се планираат во буџетот на општина Конча Д0, градоначалник подставка 464 990. Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во општината и локалната јавна установа се исплаќа врз основа на член 9 став 1 алинеја 2 и став 2 од Законот за исплата на платите, односно има право на испратнина во висина од 2 основици со просечна месечна нето плата во Република Северна Македонија исплатена во последните 3 месеци. На вработените во општинската администрација и на вработените во локалните јавни установи надоместок се испратува од програма Е0 општинска администрација и програма Д0 градоначалник, N1 основно образование и Б1 детска заштита и тоа од ставка 464 940 трансфери при пензионирање. Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите се извршува со фактури со кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, со ситуација и други документи, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавни набавки. Набавката на стоки и вршењето на услугите може да се изврши и со сметкопотврди, фискални сметки, во случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи до 6000 денари, при што задолжително мора да биде приложена фискална сметка, а расходите треба да бидат искнижени на класификација на соодветниот расход. За средствата утврдени во буџетот на општината во рамките на резервите, постојана и тековна резерва, одлучува советот на општината, а ги извршува градоначалникот. За искористените средства градоначалникот е должен да поднесе извештај за користењето на средствата од резервите. За користење на средствата од резервите во износ од најмногу до 50.000 денари може да одлучува градоначалникот. Средствата утврдени во буџетот и распоредени во поделни програми и подпрограми ги извршува градоначалникот на општината. Вработувањето во општинската администрација се врши согласно актите за организација и систематизација на општината за кои се обезбедени средства во буџетот на општината. Градоначалникот на општината дава писмено известување за обезбедените средства по претходно дадено позитивно мислење од Министерството за јавна администрација на актите за систематизација. Локалните јавни установи од областа на културата, образование и социјална заштита кои се финансираат со блок дотациите може да се вработуваат нови работници и да пополнуваат испразните работни места само под услов ако за тоа се обезбедени средства во буџетот на РСМ. Зашто писмено известување дава Министерството за финансии врз основа на барање од градоначалникот на општината до надлежно Министерство за потребите од вработување во локалните јавни установи со соодветна пропратна документација. Средствата утврдени во поодделни намени, програми донесени од Советот на општината и истите целосно или делумно се извршуваат од страна на јавните предпријатија чиј основач е општината. За реализација на истите градоначалникот склучува договор со соодветно јавно предпријатие за уредување на меѓусебните права и обврски, уредување на начинот на извршување на доверените работи, стоки и услуги. Кога приходите што му припаѓаат на буџетот се погрешно уплатени или се ненаплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на буџетот. Повратот на погрешно уплатените средства, односно ненаплатени приходи, се врши со решение од градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи. Буџетот на општина Конче се извршува од 1.1.2026 година до 31.12.2026. Оваа одлука влегува во сила од денот на добивањето во службен гласник на општина Конче, а ќе се применува од 1. јануари 2026 година. Благодарам, раководител, за вашето образложение. Го ставам на гласање предлог одлука за извршување на буџетот на општина Конче за 2026 година. Кој е за? 5 за, против 4. Продолжуваме со точка 18, полугодишен извештај за работењето на ЈПК Лакавица Конче за период јануари и јуни 2025 година. Давам збор на представникот.
каша е 4,5 милиона дека е. Не си ги земал домите. Во ред, Ќе читам јас. да, сега може да ни се Сега образложи. ќе читам, јас сум за тоа работа. А, Точка број 18, полугодишен извештај за работењето на ЈПК Лакавица Конче за период јануари и јуни 2025 година. Давам збор на представникот. Значи, извештаите минатиот месец презентираше Ивана. Значи, она спрема, мислам дека исправене грешките и затоа јас дадов збор, ќе дојдам, ќе презентирам дека иде 4,5 милион динара. И сакам да кажам, значи, Советот во 27 јануар со одлука е одобрен 4,5 милион субвенција за во ЈПКД комунално Лакавица. И сега, значи, субвенцијата во 11 февруар субвенција е пуштена. Сега за полугодишни извештања. Да, за полугодишни. Значи, тоа може да оставаме после субвенцијата. Нас не интересира полугодишните извештања, таа е точка. Значи, Ама не е у склоп за полугодишни. во склоп извештај. Овие трошици. Да, Нема сите полугодишниот Не извештај, сакам не се ли на било побарано? полугодишно извештај. Не, добро, секако, после значи тоа по-детално ќе ги разгледаме тие. Ама, значи извештајот Требат полугодишно извештај. Како? Полугодишно извештај треба. Значи, после кој ќе завршиме со ова, после ќе почнеме со ова, така? извештајот, значи, мислам дека Заедно се, заедно се. поврзан со Тоа е тоа. допол- Јас мислам Не, не, не. дека по-добро би било прво да се почне Тоа е со дополнување на полугодишниот извештај. Значи, тоа е поврзан. Минатиот месец Ивана мислам дека објасни се со извештаите. И јас сакам, нели, кажал сум, дадел сум збор, значи ќе дојдам да објаснувам дека е парите. Значи, во 11 февруар пуштен субвенција од општина Конче до ЈПКД Лакавица, значи 3,5 милион динара. И право ние почнале сме со исплата во 13 февруар ЕВН 872.323 динара. И продолжуваме, значи Домин Градовиш имаме исто 13 февруар 422.165 денар. А те Шоглу Доел, овие се, значи, од има 2020, 2019, Доминг, значи стариот долгов, а не од мене или старите долгови. А те Шоглу исто 13 февруар 340.000 пуштеле сме. Семико груп Струмица 2200 13 февруар. Липац село Долни Липовик 49.594 динара. Автосервис Бошко село Ракетец 61.000 динара. Рики Јуниор Кочани 101.467 денара. 22 октомври Радовиш 97.621 динар. ЕСМ продажба Доел Скопје 162.149 или динар. Доел Техновод проект Радовиш исто во 13 февруар 107.920 динара. ЕМПА сервис Кавадарци 47.824 динара. Лисаком Кавадарци 40.000 динара. Доел Инохит Радовиш 100.000 динара.
тука значи техничка грешка, пуштиле сме и 12 февруар, значи контакт бизнес 448 и 526 000 динара. Тука актива борс Радовиш, значи исто 28 320 динара. И после продолжуваме за понатам 14 февруар. Македонски телеком 2011 динара, Анимал Вет Радовиш 22 500, Мак Петрол 20 000 динара, Нил Промет 37 576, Мегасофт 15 930, Јаневет село Дедино 5800 динара, Даймон Радовиш 16 240 000 динара. Тука значи пуштиле сме 120 057 динара. Ова е 14 февруар. Тие вкупно. После 19 февруар па пуштиле сме ЕВН 220 106 000 динара. Доминг Радовиш 84 433 000 динара. И после до тука имаме вкупно не, значи тука, ама добро, овие двете, значи 306 000. Солвенција па се пуште во 26 февруар 500 000 динара. Право почнуваме од 20, утрето почнуваме, значи 27 февруар, платиле сме пак Доминг Радовиш 391 и 500 000 динара. Актива борс 27 исто 18 и 800 000, контакт бизнес 100 000 динара пуштиле сме. И понатаму доаѓа во април месец, 17 април, па се праќа значи субвенција останатото од тоа 4,5 милиона, уште 500 000 динара. Право плаќаме ЕВН во 17 260 598 динара. Мак Петрол 17 април исто 20 000, Рики Юниор 16 756 динара, Актива борс Радовиш 18 800 динара, Регулаторна комисија 2718 динара, Македонски телеком 2005 динара, Рики Юниор Кочани 20 272 динара, Лиса Ком 19 000 динара, Мак Петрол 20 000 динара, Евана 134 502 динара, Ристови Гарден 8600 динара, 22 октомври Радовиш. Молим. Ристови Гарден, значи, што продават жардинерите, значи китки. Тука Владевци. 22 октомври Радовиш 10 000 динара, Мегасофт Битола 10 620 динара, Адвокат Блажо Радовиш, значи 6600 динара, Мако Хемија 4393 динара, Рики Юниор 31 101 динар, Евана исто па 32.405 динара, Автосервис Бошко 10.500 динара, Евана имаме 30.657 динара, Кенге имаме 18.000 динара, Брком Радовиш имаме 8.800 динара, значи овие работи до 28 април вкупно имаме исплатено 4 милиона 506 332 динара. Значи, субвенцијата, како што е дојдела од општината, 4,5 милиона. Благодарам за вашето образложение. Председателки, сега ова беше само за ово или не? Да. Образложението. Да. Добро. Сега да ја прашам директора. Не знам. Мислам, моето мислење
за во врска за ова. Вие, значи, кој ги добивте средствата, 4,5 милиони денара. Да. Сега малку има чудно зашо имаме таков документ. Тие 4,5 милиона денара може по-детално да не објасне и советникот, колегата Јонче Здравев, пошто и он беше присутен со претходниот состав и е запознаен со тие долгови. Дали вие имате информација дека таа одлука што беше донесена на Советот, дека на нив им беа приложени на увид фактури од тие долгови. И сега, значи, сите тие фактури што биле приложени на тие советници, што гласале за таа одлука да ви бидат обезбедени субвенции од 4,5 милиона денара. Вие дали тврдите дека ги имате исплатено тие долгови и тие фактури со тие 4,5 милиона денара што се обезбедени со одлука на Совет од претходниот состав? Јас од тука ќе побарам да се донесат и од во архива сигурно имаме, пошто тие не се од 5-10 години, пак да ги разгледаме тие фактури и да ги видиме че со тие средства што биле како наменски средства за плаќање на тие фактури, дали оваа што ни го дадовте денес се однесува тие плаќања за тие фактури или сосема некои трети, пети или не знам какви плаќања. И тоа тука, значи, мислам дека добро би било од администрацијата да имаме некој, ако може сега да ни ги најде и да ни ги донесе фактурите и да видиме, значи, вкупниот износ, дали се платени тие фактури или се работи за сосемо некои други плаќања со тие средства. Прво сакам да не одговорите дали е така, после и да побараме фактури. Благодарам. Фактури спрема повеќе правни лица. Толку од мене. Сакате да кажете дека вие со игри со зборови, значи и да ги да бидат измамени на некој начин членовите на Советот? Значи на нив да им биде приложени фактури, Значи, едни... платени се сите, потврдувам, 99,9. Значи, овде и се се снима платено. таа седница. Дали се платени тие фактури? Да. Добро. Тогаш, значи, ќе се замолам од градоначалникот да ни ги донесе на некој начин тие фактури што биле приложени на претходниот состав, на седница и да ги разгледаме дали има вкупно толку исплатено тие фактури. Вие тврдите дека да. И тоа неколку пати го кажевте. Благодарам. Повели, да. И го достави извештајот и ако веќе не го гледате или не сакате да го видите, јас ќе морам, значи, повторно да ви објаснам за што станува збор. Значи, за итност. Доставува се, ако не сте знаеле, треба да знаете, доставува се известување дека утре ќе се исклучи водата на Конче или на Дедино или не е битно. Еве, значи гледајте сега, на 13.2 уплатено 422.000 денара, 422.165 денари. Значи, 13. Исто на 13 пак, односно ова се однесува за доминг, првата уплата,
Сега вие неките ли да видите или неките да го разберете директно? Не, вие неките мислам дека да Па не, мене да ме разберат. Не разбирам ве вас точно. Пошто за таа точка Отчетно, ма дозволете сега да бидам. Добро, Сега вие во ред. говорите, дозволете, значи да бидеме парламентарни. Вие зборувате, поставувате прашања, дозволете институциите да кажат. Сите фактури што се исплатени ќе ви бидат доставени на увид. Ова е малтретирање на институциите. Значи, мислам дека тука има ли у извештај доставено репрезентации? Нема. Немојте манипулации и само манипулации. Средствата кои што беа донесени, еве имаме тука ние и советник од претходниот совет. Значи, беше донесена одлука да се исплатат фактурите за останати кои што ни представат проблем, вклучително и долгот направен 2019-2020 во Домин. И сега, дај молим ви се, игра на зборови, немојте. Значи, кажах ви, читам, слушајте ако не сте разбирале. Значи, на 13.2. уплата од 422.165 денари на Домин Крадовиш. Одеме понадоле. ЕСМ продажба, односно електрична енергија, 162.000 на 13.2. Одеме понатаму. Евана Хом на 19.2. 222.106 денара. Одеме понатаму. Евана Хом, значи на 23.4. 134.000 денара. Одеме понадоле. Евана Хом, Скопје, на 25. 32.000 денара. Одеме понатаму. Евана Хом, Скопје, на 28.4. 32.657. Господине советник, или вие неките да го видите ова, или сакате само да манипулирате со јавноста дека некои парите се тука, кажак ви, за наредната седница ќе ви се обезбедат сите фактури што се исплатени. Верувајте, мислам дека нема основ ова, ние го претвараме сега дебата без крај. Не. Еве ви го документ, овај документ. Завршивте ли? Не сум завршил, значи овај документ е лично презентиран со видеозапис, значи го презентира човекот што е одговорен таму. И мислам напишено што има сега дополнително, да, благодарение на вас и вашата гарнитура ние наследиме 15 милиона долг. И имаме се уште мака да се раздолжим. Кажувам ви го еве пред сите вас. И ќе правиме што ќе правиме, ќе се раздолжиме. И ќе работиме по-доматински. Ама оваа манипулација, мислам За дека... таа одлука исто така имат дадено и поддршка и советниците од СДСМ. Па има дадено. Така? Да, точно. Да. Што е спорно сега? Спорно Значи, е дали се платени тие фактури. Значи сите комплет не се имаме директорот Шутко, уште 2019 уште имаме фактури за плаќање. Ама тие што биле приложени на седницата, Ама биле дали приложени, значи по избор на раководителот, тие што биле, ако сега треба да се исклучи струјата, ние ќе одржуваме ли со совет тука? Значи 4,5 милиона денара биле вкупната вредност на тие фактури. Нели? Што биле приложени. И дали е направена некоја измена, Значи, да бидат платени некои други фактури или биле платени тие фактури? Значи, сите Значи, не не биле знам платени, зошто- биле платени, еве како што ви ги читах, треба да ги читам пак. Благодарам. Нема потреба да ги четете граначално. Значи, ако биле Благодарам. платени, еве донесете ги тие фактури да ги видиме и ќе Ќе ги ги рачунаме. видите на увид. Благодарам. Ќе ги видим. И кога? Дали друг бара збор? Повели? Гранчалнче, јас се извинувам, вака што ќе се обратам до вас. Ќе ве замолам, нели, да не се обраќате така со вашата гарнитура, пошто јас не сум бил може таа гарнитура, како советник или како претходно не. Јас не се обртих на вас, он беше до предвчерашен председател на СДС. Не, врска мислам до умножено да не се употребува, да. И не сум тако. Жалам се што да ви кажам. Имам други некои прашања до директорот. Директоре, тука гледам у полугодишно извештај приходи. Тоа е за јануари, јуни или? Полугодишно извештај. Од јануар до јуни. Тука пише приходи од продажба, производи, услуги, вода. На што се однесува таа сума? Точно за... До исплата за вода ли што го плаќа народ? Факторирани или? Не, Факторирани. Ај ќе ве замолам, нели, напред дека што пише снабдувани со вода,
и тука што се напише населените места, тука пише фактуриран износ по сите села и уплатени износи. Ако можеш да ми ги прерачунаш и да видиме дали се поклопува со таа сума, од јас рачунах на секој начин, никој не ми се поклопи таа сума со таа сума. Извештаите спрема, значи Иван. Спреман, само што ја беше закаснати и затоа беше со деца и Ивана не може. У реду, јас не го спорам тоа, ама јас мислам оти тука треба некој финансов. Има грешка. Нема ли грешка, значи не може да. И како ќе го поминеме извештај ако не сме сигурни дали има грешка у пресметувањето со вода? Нема поправена грешката, беше минатиот пат. Не, само случај. Јас тука за ова пишам, од јас не можам да дојдам до тај заклучок, што пише тука на таа сметка што од продажба на води. Со вие ниту со фактуриран износ, ниту со уплатен износ не се поклопува. Од има, како што гледам, некоја разлика со некоја сума и мислам оди треба да се преправите дамокот и не е коректно ако не се поклопуват да се мине некој извештај. Директорот тука ќе гласиме за тој извештај, нели? Мислам дека минатиот месец презентира Иван на извештаите. И јас сум дојден за За кој извештај? Значи тие беа извештаи што е со разлика огромни. Значи тука каде се наоѓа? Јануар. Тие претходните извештаи, еве сега да ви кажам, приходниот дел беа 4 милиона за полугодишниот јануар до јуни 2025 беа приход 4 милиона 28.529. И сега не знам од каде дублирана ова цифра. Сегашните извештаи што ги носите се 10 милиона 183.449. Страшна разлика. Јас не знам дали се води некаква евиденција дури во вашето предпријатие. Сметам дека има потреба ќе викнеме Ленчето ако Не може и она да каже граначалник. Ама не ни треба, значи само треба собирни цифри. Значи не ни треба кој знае што. мислам дека ако сега за рководно од тоа да ние Не може Ленче да даде ништо за това од тај дел. Значи она не е мислам работник дека не у може. комуналното. Што сакам да кажам? Уредете советите што се револтирани и нервозни, цифрите кои откокнуваат многу од првиот дел и вториот дел мора стварно сумраат това. Реално е така. Сега ќе се осврнем тоа што вие го назеете. Уиднина како би требало да изгледа еден извештај, да речеме ваков, сега што граначалникот цитираше дел од извештај тука, у делу на електричната енергија. Најнека ми каже граначалникот сега да речеме зашо се потрошени парите у било која фирма од тие другите. Извештај секој пат треба да се базира на показатели, да речеме фирма. Сега напишала Атеш Доел толку 340.000. Зборо ми е, граначалник. Значи извештаите секогаш треба да бидат со име и со презиме, не само цифра и фирма. Значи сега ти ако си пазарувал од Атеш Доел одредена, да речеме пазарувала си некои спојки. У извештајот треба да нагласиш. Значи Атеш Доел 340.000 спојки. Атеш Доел 300 или други фирми. Извештајот не е добар. Зашо не е добар? Значи имаш дата и наплата. Уред. Значи да кажам тие фирми зашто е, ама во комуналното, значи имаме сакам да кажам, да дозавршам. Значи уиднина кога се прави извештај за ние да го разбереме извештајот, сигурно и граначалникот не го разбира сега извештајот, освен Евана. Затоа што он не е плаќал. Нели? Многу јасно тоа, ако он ги е плаќал купените работи од фирмите што се наплатени, сега ќе знае и извештај да го даде. Затоа извештајот треба да се базира на работи, пазарувал си вода, нагласиш 340.000 Атеш вода. Пазарувал си друго. Тогава ќе биде попрецизно
Извештајот ќе биде комплетен и ќе знаеш зашо сите тие долгови биле. Сега вака само ти знаеш за да речеме што Благодарам на забелешките. Само ти знаеш, да речеме, само ти знаеш, ама извештају, не е ти да знаеш, извештају секогаш треба, за това дојдел тука, за да знаеме и ние, нели? За ние да знаеме, треба извештају да има. Значи, продукти, шо земано, за това се потрошени, тие се потрошени. Сега вака како цифра. Кој да не може да го разбере? Реално да спираме. Ти да си сега слушач, и аз да го презентира това, ќе го разбереш ли шо? Реално. Благодарам на Што сакам, забелешка. може да повеле кај мене, значи од Стопанска банка ќе Нема што да повелеме, за това извештају, на извештају, требало у извештају сето това да го внесеш како продукти. Не това злонамерно да ти го кажам. Разбираш ли? Извештаите секогаш треба да се базират, треба да се базират извештаите на вистински показатели. Сега вака се тука цифри и дати, граничалник, реално цифри и дати. Ни јас знам, ни ти знаеш. И да Благодарам, допълнам. Бобели. Директоре, ај едно последно прашање во врска со ова. Извештаите што не се окей, не се. Во врска со ова, до која фирма имавте најголем износ на долг? Колку изнесуваше тоа? Не, колку како нели знаевте пред тоа? Колку изнесуваше тоа? Може ли барем да обезбедиме еве фактура за доминг? Доминг од 2018, 19, 20, значи јас од доминг не сме се мали ништо. Добро, ама Треба да пресметам колку вкуп. не да пресметите. Тоа е одредена сума, имате платено, нели? Да. Ама дали имате долг, еве пример, према таа фирма? Треба да проверам. Како да проверите? Треба да проверам. Ви треба да дојдете тука со проверени. Значи јас тука баравте од мене 4,5 милиона дека се. Јас Кој бараше 4,5 милиона денара? лично вие баравте. Значи таму не беа на тие извештаи пишени 4 милиона. Тоа беше причината Вие што. баравте, значи јас Вие. презентирам, фала многу. Значи вие тука приходи од премии, субвенции, додатоци и донации. Да продолжам. Да Како продолжиме. да продолжиме? Не знам, мене стварно не ми е јасно. Викате дека се платени. Го давам предлогот на гласање по Не, момент. Извинете, значи не сме овој извештај вака да помине. Добро ќе беше, значи да беше и мислам вработената што кажа Ивана, кажа дека не е економист, некош нешто имало друго завршено што по професија е било. Па добро. Значи на неја треба да и бидат јасни, значи дека според Закона за јавни предпријатија пред да се приложи значи извештај до Совета на општина Конче треба да има мислени од надзорен одбор и донесена одлука или заклучок од управен одбор. Без тие документи некомплетирано, извинете председателке, некомплетирано доставена документација до Советот на општина Конче и во случај вие ако ставате за гласање таа точка ќе бидете пријавени. Благодарам. Очигледно дека имаме и големо недоразбирање, ама станува збор за суета. Значи, вие сакате да кажете, сега треба ли директоро да ви ги доставя сите тие фактури по однос на побарување на надворешни услуги? Добро. За вас Само што биле приложени, дали истите фактури, пошто тука е направена измама на самите советници. Значи во случај, они ако имат гласено за тие фактури, треба да биде долгот платено за тие фактури. Значи, не е за сосема нешто друго. Одлуката, ако сакаш ќе ви ја обезбедам советник. Одлуката имам, фактурите. Така, одлуката нови. е нагласена фактурите на доминг ли само? Или Не е сите на доминг. побарување, Не е на доминг. Приложени биле фактури. тие се биле фактури приложени у прилог, од станува збор за поголем долг. Не Да. се биле тие фактури, јас сум сигурен дека се повеќе од 4,5 милиона. Сигурно беа 9 милиона, сега не ме фаќа за збор. Значи недоразбирање. Ние ќе донесеме одлука за наредно субвенционирање. Комуналното моментот колку што јас знам имаше 2 милиона, 3 милиона долг колку има. И Како сега може да има долг, почитуван градоначелник? Значи, овде, каде си тие? Да.
јули, септември. Ево овде. Од јануари, јуни, комуналното има 10 милиона 183 449 денари приход. Расход само за првото полугодие, од јануари до јуни. Расходи има 6 милиона 988 677. Скоро, значи, тука имаме повеќе од 3 милиона. Комуналното е во добивка. А ние вчера добивме на комисија барање од јавното предпријатие дека не се во добра материјална состојба и дека им имат потреба од средства. Кажете на вас дали ви е јасно таа работа? Мене воопшто не ми е јасно. Значи да бидеш само првото полугодие во добивка по тој извештај 3 милиона и нешто, па скоро, да, 3,5 милиона, значи, а да бараш со барање, значи, дека не си во добра материјална состојба. Мислам, да не навлегуваме по-детални работи. У расходи, добро, во расходи не ли ви е приложено тоа? За плата? Воопшто, значи, не ме е јасно. И плюс, значи, треба да бидат обезбедени. Прво, мислене од надзорен одбор и втора работа, треба одлука од управен одбор за овој извештај. Овде добро би било што е архивирано, пошто претходните извештаи не беа архивирани, има унапредување, мислам дека за другата седница добро би било да ги доставите и тие дополнителни документи од тие органи во состава на јавното предпријатие. Благодарам. Тоа ме беше. Поема не. Уште, дали ќе може. Мислам да се усогласиме, може најдобро, уште еднаш да го одложиме извештају, значи поточно да се знае зашо се давани парите, дек се давани, не мора да бидат вака малку јалов извештај, реално да бидеме. Да бидеме реални. Нема потреба ние да доме кај тебе. Директоре, ти даваш отчет кај нас, не ние на тебе. Да се разбереме, разбираш? Според тебе, јас како това презентирам, според тебе реално ли? Не, ти како советник да си обрата ситуација, да сме јас сам директор, ти да си советник. Шо ќе разбереш од давањето на парите што се платени? Реално. Не ти наваѓам мана јас на тебе, значи ти кажувам да се искоригира извештају попрецизен да биде и за да може да помине. Вака сега не може работите излеват ни се цифри совпаѓаат, ни се ништо. Значи дај да бидеме реални. Ако треба помош, проблем ли да потерате помош? Има ли нешто финансии тука? Нека ви помогне што треба во кој дел. Што треба сега ние тука да се натегаме? Ај, што вика председателката, ај некој дај и нек помине и што после? Што после треба? Значи да бидеме реални. Дај да направиме извештај да личи на сите да бидат задоволни. Не сега да се натегаме, ние сега ќе се натегаме кој. Значи работата, извештајот да биде реален, бројките да се совпаѓаат, шо проблем да напишеш таму што си платил у таа фирма, што си платил у другата. Не е проблем това, не мора фактура да ми ја дадеш, ќе нагласиш што си пазарувал бе човече. У извештаите секогаш се нагласува, значи зашо се трошени парите. Тука има дата и цифра пари. Реално не мора фактура, нека напише продуктите што се гранчални. Не мора да ми јас попис да му правам на него, ама реално треба да биде сега ти си дадел 300 или некоја фирма. Шо това? Кој го знае това? Никој не го знае шо е. Реално, извештај така не се дава цифра. Ај дадех јас 5 милиона на едно место. Шо е това? Зашо е дадено? Лесно да речеш фактура. Шо си плаќал со таа фактура? Фактура широк поим. Значи, да ги одложиме. За доминг, јас ќе кажувам од доминг што е земено, те што го доја, значи, ако не може Не да разбереме. Сите да разберат написмено документ, извештај убав со сите показатели и што има да има проблем. Нема што да има. Сите сме за да оде работата напред, не сме сите за да не оде. Разбираш? Работата да оде напред. Сега било одложен тај пат извештај да дадете доволно. Да се сослушаме. Нек се одложи. Со оглед на повеќе вистински показатели и готово. Значи зборувам, ќе ве замолам. Со оглед на забелешките, дали се мислам полугодишниот извештај за работењето на ЈПКД Лакавица Конче за период јануари-јуни 2025 да биде одложен за наредни седници со дополнителни
Со комплет извештај. Со комплетен извештај. И одложение на фактурите како што сакате. Го ставам предлогот на гласање за одложување. Извините само, председателки. Повеле. Уште тоа да кажам. Пак да не ги вратиме, колеги. Директора и вработеното. Значи, дајте, земајте, читајте тој законот за јавни предпријатија. Заедно со тој извештај треба да биде приложено мислење од надзорен орган, одбор, и по тоа мислење се донесува одлука на управен одбор кај вас. Значи, треба да биде приложено заедно со извештај. Значи, тоа ви кажувам најдобронамерно. Значи, пошто другиот пат, да не ви го кажувам, ќе треба да ги вратиме за некомплицирани документи. Благодарам. Го ставам предлогот точка 18 за одложување. Кој е за? Ти си викате финансово и ја нешто ќе ги помогне дека треба. Сега не е Сега едно пише може друго. Продолжуваме со точка 19, извештај за работењето на ЈПК Делакавица Конче и резултати за трето тромесечие јули-септември за 2025 година. И тоа да биде одложено или Може и надеж, нема проблем. да дојде, имаме тоа. Го ставам на гласање дали точката 19 да се одложи. Благодарам. Само една молба од администрацијата, дали можете да не обезбедите од архива фактури што им биле приложени на советот, претходниот состав, пред да се донесе таа одлука. Зошто имат гласено? За кои фактури? Тоа е одлука, не е фактура. Према тие фактури е донесена таа одлука. Благодарам сите. Благодарам и на вас, директоре. Значи, ќе си земете здраво за готово. Јас донесех вода да ти покажам. Видејте што може да направите, таа може да направите, да не се срамуваме, да не се педете. Таа не е моментално, значи пред 10 дена. И значи се Ама јавувајте. са барани. Јас значи кажувакот и водата е претерано масна. Слушаваме се, значи това е втор пат што го планушиш. Продолжуваме со точките од дневниот ред за денес, разгледување на барање. Пријатно. Барање до Совет на општина Конче. Предмет на барање за назначување на член во управен одбор на ЈОУДГ 12 јули Конче. Почитувани, на седницата одржана од страна на Советот на родители на 6.11.2025 година, како предлог член во управен одбор на 12 јули Конче е избрана Менекше Јонузова Тај на местото на Серхан Анушев, кој влегува како член во Советот на општина Конче. Согласно Законот за заштита на децата, член 114 став 10 и член 25 став 4 од статутот на ЈОУДГ 12 јули Конче од Советот на родители се предлага Менекше Јонузова Тајп на местото на Серхан Анушев, кој влегува во Советот на општина Конче. Согласно член 114 став 17 од Законот за заштита на децата и член 25 став 4 од статутот на 12 јули Конче, представниците од родителите на децата ги предлага Советот на родители, а ги именува и разрешува основачот по постапка пропишана во Законот за заштита на децата и статутот, со почит председател на управен одбор Серхан Нанушев. Дадеме. Ке кажете ли вие нешто или јас да... Не, значи, вие кажете на паузата дека имате некои забелешки. Прво, ако имате забелешки, тој правниот оддел, за да се исполни, може вие да ни кажете што треба да се направи, значи веќе и да завршиме со тоа барање, пошто барањето е веќе поднесено, мислам дека доста време. Јас што предлагам? Предлагам сега по основ на известувањето и ти да поднесеш лично
усна оставка од член на Советот, да ја изгласа Советот оставката, бидејќи се коси со законот член во управен одбор или председател на управен одбор со член во Советот на општина Конче. И со тоа да се разрешиш од таа позиција, а бидејќи не е доставено од соодветното тело, од страна на градинката, туку од председателот на управниот одбор, бидејќи, како што и самите го цитирате член 114 став 17 од Законот за заштита на децата и член 25 став 4 од Статутот на детската градинка, представниците од родителите на децата ги предлага Советот на родители, а ги именува и разрешува основачот по постапка пропишено со Закон за заштита на децата и Статутот. Еве го и Статутот, еве го и Законот со ставот 17 кој е тука цитиран и значи не е соодветно доставено од Управниот одбор не треба да достави до Советот предлог, туку тој произлегува од страна на Советот на родители. Јас тука ќе се надоврзам до вас. Јас не се согласувам ниту со барањето на Серхан за да се даде оставка, прибидејќи претходниот совет назначи име вработено лице од комуналното предпријатие за член на управен одбор. А тука не е содржините. Во редо се. Чека, ма не е член на управен од Советот на родители. Само малку да се сослушаме. Значи, убаво и вие прочитавате сами. Значи, члено од Советот на родители го избира Советот на родители. Установата е должна на вас да ви достави барање или не знам како да ти кажам, значи треба да ја доставят дека имат нов член изберено. У која друга институција, мислам дали од школото до сега има донесено записник од одлука на родители. Значи одлука на родители се донесува одлуката на родители. Таа одлука се одлучува управниот одбор на родители и тука си му достават таму как се избира, прават си записник установата и това само треба да ги достават на вас и си имат нов член. Како јас не можам да го разберам зашто да ви доставят записник? Затоа што да се утврде постапката на кој начин е извршен тој избор. Кои се членовите, дали има записник, дали се подпишани на состанок, како што сите правите евиденција, бидејќи не произлегува од страна на Советот на родители. Советот на родители е едно тело, управниот одбор кој го сочинуваат представници е друго тело. Ви го прочитав законот и статутот дека од Советот на родители предлогот треба да биде доставен до оснивачот. Значи оснивачот е општината, оснивачот ги именува и ги разрешува членовите. 114 како што да. Вика представителот на родителите ги предлага Советот на родители на јавна општинска установа за деца, детска градинка. А ги именува и разрешува основачот. Значи, ние сме тука должни само да гласаме дали го прифаќаме предлогот на што донесеме одлуката на ние сме должни само да изгласаме одлуката што донесеме од родители, а не да ги разрешуваме и да ги именуваме. Може ли да видам јас да ми доставите барање од друг родителски совет што се разрешували или што се именували нови членови? Значи во моментот не ме разбираш, изгледа или не сакат? Како јас не можам, ве разбирам и ве читам. Да. Предлого за член во управниот одбор од страна на Советот на родители е доставен од председателот на управниот одбор, не од председателот на Советот на родители. Значи тие се две тела. Тај совет си на родители, они имат право да го именуват и да го разрешуват. Не, они нити именуват, нити разрешуват. Не може да го доставам, как ќе го доставам? Што да достави? Јас, значи, прашак, значи, во архивата преска, дали има дополнително нешто доставено, нема ништо друго доставено. И сега, што е проблемот? Значи, не може предлог доставен од председателот на управен одбор да се гласа
како представник од Советот на родители. Нека си се исправе. Дарам. И кога не е пример. Јас два подржих, дајте ми друг увид, записник што доставен. Што има доставено? Примене. Примене, тие ги печатат. Затоа јас побрах да ми доставите записник од друг родителски совет што зададеле од образованието или било дека. Значи, да ти кажам, чекај се. Јас сега да како што кажам, значи усно отказ. Да. За да бидеш разрешен, за да нема проблем со судир на интерес. После натаму ќе побараме од Советот на родители исправно да ни достават предлог, да. Да. Значи сега Советот треба да те Не, он ќе каже усно, ќе каже не. Добро, почитувани колеги, јас се давам отказ од управен одбор. Заради причината на гласа. Од причина што сум избран управен одбор од градинката, од причина што сум избран советник. Има судир на интереси во двете функции. Толку. Сега окей ли? Да. И сега оставката треба да ја изгласите. Јас не смеам да гласам. Согласен, значи. Ај, Ја ставам на гласање оставката на колегата, кој е за. Седум за. Против? 1. Воздржани? 1. Во другиот дел, Јас не смеам да гласам. добро, не си пишан. Не си пише. Значи, 8 треба да биде. Ајде повторам. 6 за. 6 за. 6 за. Се извинувам. 6 за, 1 против и 1 воздржан. Без колегата Серхан. Нека биде доставен од соодветното тело предлогот, значи. Проблем исто како дека се достави. Ако идете окей. Со мене да окей, завршено со оваа точка нели. Веќе сум зашо. Значи треба уште е потребно предлог да се достави од страна на Советот на родители до Советот на така, без управен одбор, така? Значи директно од Советот на родители, такав кажа. Да. Благодарам. Ворете, со мене е завршено. Со тебе е завршено, ќе напишеме решение за престанок на мандат по доставена устна оставка и со тоа ти ќе завршиш да нема проблем со ДКСК. Продолжуваме со Се е јасно, мислам веќе. Продолжуваме со барање за подготовка без прекинување. Барање за подготовка бетонирање на дворна површина на ЈОД ДГ 12 јули Конче. Почитувани по барање на 12 јули Конче од страна на ДПТ Обучим како општествено одговорна компанија изрази подготвеност за обезбедување на реквизити комбиниран објект за игра и една пикник маса. За да се постават овие реквизити, потребно е да се направи подготовка бетонирање на дворната површина. Како основач и врз основа на надлежностите на општината за унапредување на условите во јавните установи, ви се обраќаме со молба за обезбедување средства и градежни работи, бетонирање на дворна површина во рамките на нашата установа. Станува збор за дворен дел кој моментално е нерамномерен, небезбеден и неупотреблив за активности на децата, особено при неповолни временски услови, со цел создавање безбедна, функционална и уредна површина за игра, престој и едукативни активности на децата, потребно е изведба на бетонска површина со следните карактеристики: димензии 15 по 14, дебелина 12 см, вкупна површина 210 метри квадратни. Со реализирање на оваа барање значително ќе се подобрат условите за престој, воспитно-образовна работа и безбедност на децата.
Ве молиме да го разгледате оваа барање и согласно можностите на општината да одобрите и поддржите изведба на бараните градежни активности. Ви благодариме на досегашната соработка и остануваме отворени за дополнителни информации и координација. Во прилог ви ја доставуваме намерата за поддршка на инклузивна детска игра од ДПТУ Бучим. Со почит директор Марина Коцева Петрова. Ова барање беше вчера разгледано на комисијата и мислам има дополнување со предмет пресметка. Односно проектна документација. Да, треба. Урбанизмот ќе може ли само да се? Да, Јас се поздравувам иницијативата на донаторите, меѓутоа знаете, еве и тука сме у дебата повеќе време, дискутираме за работи кои што треба да се држиме до законот. Значи, јас никогаш не би направил, еве ќе карикирам за да ви стане појасно, те очигледно за некои работи не може да се разбереме добро. Правиме проект за гаража, одобрува, поминува ги сите, баш еве ќе го цитираме и советникот, значи поминува ги сите фази, одобрување, изис или кој или не постапки и после може ние да го реализираме. Имаме донатор обезбедено, нека се достават проектна документација и ќе го направиме. Нема проблем, тоа е мое мислење, а и мислење исто на урбанизмот, на одделението за урбанизам. Така да, овака не. Благодарам. Да. А за таа проектна документација од кај ќе се обезбеди средства? Господин советник, значи имат раководно тело. Сега вие претпоставам дека сте биле претходно. Што треба да направи? Директорот еве, ние на барање го викнаваме директорот на јавното предпријатие. Требало да дојде да рече јас сакам да направам. Ќе се распише односно јавна набавка за проектирање, ќе се изготви проект и не е проблем. И после кој ќе го плати тој проект? Донатори има кој да го плати. Ќе си го предвидат они за проекта збор. За проекта збор. Па они ќе си го платат. Или нека најдеве, нека се у контакт, предпоставам дека тај проект нема да кошта милионски суми сигурно и во случај донатора ако не прифаќа проект, па ќе најдат средства раководител. од каде? Имат средства, јас колку што знам пред кажуваме дека. Значи таа градинка значи путува општина, не? Па да. И па не ли треба овие луѓе што сме тука да мислиме за таа градинка? Значи сите ќе мислиме, јас и претходно кажах и добро, значи тогаш ќе они да достават проектна документација. Дали ќе биде обезбедено средство од Значи јас завршувам, председател, мислам дека нема да го влечеме што би било кога би било. Кажах проектна документација и понатаму. Колку што разбрах, барање што наведено дека донаторот е само на детско игралиште, а они барат помош да се бетонира дворот. Што дека треба да се постави детското како? Подлога да се направи. Значи донаторот само за да се направи детското каџа, реквизитите. А за дворот треба некој друг, мислам, дали градинка, дали општината ќе. Стројно тело бе советник, значи. Пак ви кажувам, градинката е требало како распишува јавна набавка јавното предпријатие за сервисирање и за поправка на градежна машина ИЦВ, така ќе го направи истото раководител. Сега, што се забунуваме тука? Морам да се јавам, не ќе ама морам да се јавам. Значи градоначалник, значи држиме. Сега до деловникот држиме, само ние кој треба да кажем нешто, а кога сите треба да кажат, не може да се држи. Ама како најмалку некој сака да донира пари, ние сега неќем да дискутираме. Сега дај малку да бидеме малку, ние од два општина ли сме, од ексме. Некој кога сака да даде пари, ние не треба да правиме мабет кој би бил, како би бил, зашо би бил. Продолжи. Председателке, значи малку ќе бидеш посмирена, значи ќе дозволиш сите работи да се искристализираш. Не си смирена. Не ги варка и работите. Оти преска не варка лекција ни држав ленчето тука пола сат би чита, имаме одлука ту документот. Што ми треба? Не ми треба да ми ја чита. Малку да бидеме спрема сите исто. Што сакам да ти кажам? Сакам да ви кажам, ние основачи ли сме на школи на такво. У делу на било која помош, ние треба секој да пружиме. Ако некој изнудил, некој да му донира некои средства, па ние нели можеме да направиме проектна документација како општина, па ние да и овозможиме средства ако нема средства и да ги земеме парите од Бучим. Што има лошо тука, градоначалник? Има ли нешто лошо? Независно си го правите. Зашто да го прави независно? Значи ние мора да соработуваме сите. Имат си буџетка ставка, има така ли е? Имат си пред
се предвидел. Градоначалник. Ама, види сега. Да, Значи да се разбереме една работа. Ние треба, дали они на нас, дали ние на них, сите да соработиме кој една па фамилија. не соработуваме очигледно. Сега што да ви кажам, како може да дојде директор го викаваме на барање, одложиме го таквото, Поканено, може да дојде. Има ли поканено? Човек. Сега како не е поканено? Има нивна Ако точка. има поканено, а не е дојдено оправдано, нема проблем. Добро, значи, Не е само да се Дали председателки поканена ли некој од институцијата градинка? Чекай белече. Значи дали има поканено човек? Сега оти вика градоначалнику, не е дојдела. Значи не е дојдела ако не е повикана. Има доставено нивно како Уред. треба да дојде да образложи. Уред. И он че ти се сеќаваш сигурно претходно на сите програми ги поканува, односно сите доставувачи на програми требаше да образложат. Да, ама Сега ги ти пок- доставаш ние ги- барање, ама председател ама ние Обрски не ли има да- карикираме сега, што би бил, викам, значи треба да каже, раководитело требало да дојде да рече, слушай, еве, оваа ситуација што беше директор обложението, ние најдееме спонзор, имаме проблем, че ни треба од ваша страна одобрување, меѓутоа во моментот немаме проектна документација, раководител треба да го знае тоа. Не треба да ти каже некој, зашто ти си раководител. Сега ние утавали тераме проблем. Па ке Ако не е тераме. дојдел. Да, значи јас можеби саках, еве ќе ви кажам конкретно, гаражата може пред една година да направам, ама вика законо проектна документација, јавна распишување на Ние јавна. не го негираме това, бе, градоначалник. Па сега да. Не го Значи, негираме кој за си проектна направил, документација. тој ќе Што го ми е. е поентата? Поентата ми е, ние треба да функционираме сите институции тука јавни во целата општина, дали комунално, дали школи, дали Мислам дека градинки. Само пролонгираме непотребно и Дали, дебатираме. дајте го нагласане што само пролонгираме. И утре да не кажете оти ние се бориме за сите, значи не се бориме. Значи некој донира пари, ние не ќе да излеземе усусрет да помогнеме у делу на да искористиме Повтарам, средства. значи немам потреба по Го дополнително давам проектна предлог. документација и така. Го давам барањето на гласање за подготовка бетонирање на дворната површина на 12 јули Конча, кој е за 4 за, против 1, воздржани 4. Барање за одобрување користење пренамена на дворното место за потребите на детската градинка 12 јули Конче. Почитувани ви известуваме дека од задната страна на објектот на детската градинка се наоѓа дворно место кое според имотен лист 287 К општина Конча и катастарска парцела број 4669/7 со површина од 640 метри квадратни спаѓа под општина Конча и дворното место на основно училиште Гоце Делчев Конча. Со оглед на тоа што нашата установа има потреба од безбеден надворешен простор за престој, игра и развојни активности на децата, а постојаниот двор е во сопственост на општината како основач и Основното училиште Гоце Делчев истиот се наоѓа поради детската градинка и ограден во склоп на детската градинка. За таа цел ве замолуваме да ни одобрите користење на наведеното дворно место. Истото барање ќе биде доставено и до Основно училиште Гоце Делчев. Нашата установа е подготвена за соработка. Значи гледате дека само збор немаме ни имате правно решени работи. Дали е за истото место? Дали таму се планира да се Да. Може така, јас мислам најубаво двете барања да се остават за наредна седмица, ќе се повика. Ама не, гранчалнче не е такво. Ама дајци. Ама нели добро, нели како што го врнаваме, што го одложиме извештајот на таквото? Зашо го дискутираме за нешто што сме сега? Вака до утре забавле ќе треба да Еме- значи даде го председател сега изгледа дај малце, толкувајте го правилнико како треба да се работи. Ако се даде една точка на гласање, ако не се изгласа или не се изгласа, што има потреба да дебатираме повторно го давам. наредната точка. Значи треба шом треба да дојде да образложи, нека дојде нека образложи. Нека се доставя повторно барање со комплетна документација, ќе биде образложена и нека биде одобрена. Го давам барањето на гласање за одобрување на користење на пренамена на дворното место за потребите на детската градинка. Кој е за? Ако треба дополнителни документи, нема потреба да даваш гласање. Значи нека се достави ново барање и готово. Допълнително нека наставя, значи оваа го изгласува и нека доставя допълнително барање и готово. Немаше да се. Кој е за? Значи нека се одложи таа барање за друга Да не се доведеме во ситуација да се надгласуваме за работи што се на луѓето. Ама мислам дека сега ќе го толкуваме или законски ќе работиме или нема да се надмудруваме. Готово и председателят дава го на гласање, нека се произнесат советници. Прашувам повторно кој е за
одобрение за користење на пренамена на дворното место за потребите на детската градинка 12 јули. Го ставам на гласање. Кој е за? 4 за, против, нема, воздржани 5. Продолжуваме. До градоначалникот на општина Конче. Барање. По повод 21 декември, ден на наставата на турски јазик, учениците од 4 и 5 одделение паралелка на турски јазик при основно училиште Гоце Делчев Конче ќе имаме свечена програма на ден 19.12.2025 година во 14 часот. Бараме да ни одобрите да ни го одобрите културниот дом на општина Конче за таа програма. Исто така ве покануваме и ќе ни биде од посебен чест како градоначалник на општината да ни бидете присутни и заедно со учениците да го обележиме овој настан. Со почит одделенски наставник Исмаил. Само истото барање е доставено и до вас, до советот. Да, и до советот. Ова е до градоначалникот и до советот. Го ставам на гласање барањето. Кој е за? Продолжуваме. Барање за поврзување на канализациона мрежа. Почитувани, ние долу подпишаните жители на село Конче ви собраќаме со оваа барање со цел итно решавање на проблемот со неадекватното функционирање на септичките јами во нашиот реон. Поради нивното често преполнување се појавува непријатен и штетен мирис кој негативно влијае врз здравјето, квалитетот на животот и хигиенските услови на жителите. Со оглед на тоа што овој проблем е присутен подолг период и се влошува со текот на времето, ве замолуваме како Совет на општина Конче да преземете конкретни мерки за поврзување на нашето мало со општинската канализациона мрежа. Сметаме дека решавањето на овој проблем е од приоритетно значење за заштитата на животната средина, јавното здравје и подобрување на условите за живот на нашата заедница. Со надеж за брза и позитивна реакција ви благодариме однапред. Со почит овде има потпис од листа на граѓани. Барањето беше одобрено вчера од страна на комисијата. Го ставам на гласање повторно барањето. Кој е за? Само Борет, нека продолжи гласањето, јас саках да го образложам. Завршете го само. Кој е за? 9. Завршено е. Да. Само едно кратко образложение. Значи, еве сега за вас советниците што некои работи не ви се јасни. Ова е барање, е евидентно и е разбирливо дека е потреба. Јас това сам го кажувал и повеќе пат. Меѓутоа, истото за оваа барање и како и за претходното треба да имаме проектна документација. Да, ако станува збор за крак, нешто што е минимално, значи приклучок, ворете, не е спорното. Ама еве го и ова. Сега треба ли да направиме ние одлука, односно па нема напишено. Нема напишено. Јас барам. Како знаете вие оди барањето не е правилно? Значи има до колку метража општината може да одговори во секој момент. Ама нема, значи нема напишено. Ама како знаат оди не е легитимно? Значи како знаат оди не е легитимно? Кој ќе направи? Значи барањето доставено. Значи барањето доставено, значи Са... метражата. Не, воред, само. Друго ми е, разбираме поентата, да. Не, во право си. Сакам да кажем, оваа барање ќе биде проследено, значи за изготвување на проектна документација од надлежност на општина Конче. Градоначалник, како од мал карактер, това нема потреба од проектна документација. Значи, сега вие се прават да знаат и ние нешто да. Не. Сакам да кажам, да не се. Значи, кога се работи за такви работи, има метраж. Нема наведено метража. И јас го лично знам. Ама не, јас ќе ви кажам за тоа што јас го знам проблемот. Станува збор, еве луѓето што од Конче, значи знаат. Према Конечки дол, тај е крак повеќе од 200 метра. Последниот крак што не е приклучен на проектот што правиме канализација на нео крак. И сега не е това приклучок. Добро, мислам градоначалник, тоа ќе се успее ли, значи, во идните, еве да кажеме, во следната година, значи, да се побрза? Па како нема да успее? Значи, останани од тие кракови што и он што го кажува сега советникот, уште ова е меѓутоа мора да направиме проектна документација.
Сега, Сега да бидете Добро. за јасно. Значи, ако вие веќе сте го... искуши се така. Гранчалниче, ако вие проблемот сте го знаеле, не требало да чекате да му донесат барни. Значи, требало да оставите годишната програма за работа, програмата за комунална дейност и да се изготвя проектна документација. Секако ќе биде изготвено. Значи, ако го знаеш, проблематиката ти е јасна. Требало кога примањето на барињето требало да кажеш да значи планира се проектна документација и го планува. И значи у програмата предвидено ли се това сега? па имаме Сега. предвидено како. Па тогава немам потреба да го гласам. Што треба проектна документација? Имат барање доставено, па Барањето ние го мора да го изгласуваме, изгласаме. значи, Уше на Продолжуваме. приимањето требало да кажете, значи има потреба од проектна документација. Ути сега вие одговарате ути барињето не валидно, а ние не ја знаеме метража. Значи има одредена метража, општина до секој момент што може да одговори. Тај ми беше Сега во овај случај со барањето, јас што осложнах нели претходното, кажавате дека се одбиваат и нема доставено доволно документација проектна. За која барање правиме ова? За претходното на градинката за дворот Не, да се нема направи. доволно документација. Нема проектна документација. Тука Дај добро разграничувајте. уредува. Тука во овај барање има ли проектно Значи, ќе документација? нарачаме, имаме средства во буџетот предвидено, Па, ако- ќе испроектираме, ама ако Продолжуваме. Ама дајте да Джанче, молам советник. не може да Дај да разберем разграничиме да малку. Тоа сакам да разграничиме. Значи, Ако јавната таму- јавна детска установа е нешто посебно, канализационен крак е нешто посебно. Дај разграничувајте се, а ова наликува на елементарно непознавање на работа. Продолжуваме. Како викате дека вие сте основач на градинката, сега викате самостална. Ако сте и основач, значи Барањето Ама има беше собствен буџет изгласано. бе човек, сега како да ви објаснам? Продолжуваме. Барање до совет и градоначалник на општина Конче. Ние долу подпишаните, молим? Барањето ова претходно беше изгласано. Барање до совет на општина Конче. Ние долу подпишаните група на жители на општина Конче бараме од советот и градоначалникот на нашата општина доколку се во можност да се одделат дел од своите финансиски средства и организираат изградба на еден летниковец за потребите на нас жителите и луѓето кои доаѓаат и поминуваат низ нашата општина за мал одмор и кафе пауза. Се надеваме на позитивен одговор и благодариме однапред. Баратели овде се имат подпишано околу 10-11 луѓе. Барањето вчера беше разгледано и мислам, кажавме да се разговара на совет. Може ли само да Може да. Не е прецизирано, да. Само За кој место се разговара не се знае. Не знам. Овака. Одделат дел од своите финансиски средства и организираат изградба на еден летниковец за потребите на нас, жителите и луѓето кои доаѓаат и поминуваат само група на граѓани. Луѓето кои доаѓаат и поминуваат низ нашата општина за мал одмор и кафе пауза. Не е дефинирано дека за која локација. За која локација. Значи не е дефинирано, ќе треба да се Од неколку населени места. Значи Ферит Јунузов е подпишан. Христијан Ристов, Слава, Диме Петров. Стојанов, знае ли од вас некој оваа барање за што се Не, однесе? не, Јас вчера искам- разговаравме ние на комисија, значи сите кажавме и плюс мислам дека Ленче ти кажа или Тинка дека е изпланирано за Во архивата е два преминато. летниковци. Така ли беше? Беше тука, јас кажа дека има. Ти кажа дека има постав. Само еден да говори, ќе могам да не се повеќе. Стапката се проведена за два летниковци, да не е ускопнати. Значи тука нема прецизирано за кој е. И јас, ако бидејќи имаме ние веќе постапка за уредување, веќе и вовед во градба, знам дека од ланската година имаме едно барање за Лубница. И врз основа на това барање беше донесено и внесено програмата и буџетот и веќе е распишено, оваа постапка е завршена. Само треба да се тука да прецизира за која локација станува збор. Едната е сигурно Лубница, а таа е поминато, значи, а оваа втората не знам, значи треба да се провери. Дека? За горни ли пак ли беа? Не. Значи ние ги предвидееме тие. Еден е у Лубница.
Значи, нема дефинирано. Не за оваа барање. Да. Ама веќе ти рече два. Тие поставка што викаш за два има. Тие се, значи, може да ги... Два има. Да, за два имаме поведено и завршено постапка. Ама каде ќе бидат локациите? Локацијата, затоа ти викаме, едната е Лудница, втората беше за центарот доле на Лкавица, да. Тоа ми личи за Лкавица, пошто има повеќе населени места. Пак ќе ги прочитам. Ферит Јунусов, некој ако знае кој е контактирал со вас советниците од нив, Христијан Ристов. Христијан Ристов. Ферди, да не? Ферди, не. Ферди. Ферди, да, не е Ферди. А градоначалник, тоа на Лакавица, каде точно ќе биде? Сега мора да биде таму дека ќе одговара, значи не може да оставаме... Ама веќе имате ли некоја локација измислена? Локација нема одредена, Постапка за јавна набавка има за тај. Значи да, јавната набавка е спроведена за изградба на два летниковци. Кажах ви, веќе и советникот од претходниот состав треба да знае. Барање едно имаше од лани уште за Лубници и така ни кажах. Први момент кој ќе има средства, значи ќе направиме. Не за едно, направиме за две сега. Неколку луѓе имаше барање на раскрстница доле. Арнома, тука нема напишена локација. Ако е за тоа, треба да се напише или во близина на автобуска постројка, во близина на Мак Петров, во близина на не знам мај како да кажам, како да го крстим. Ова мислам дека ќе го треба да ќе исконтактираме, да го прецизираме за дека станува збор. Најдобро кога се примат, кога се архивират, напиши тај што... А од прилика колку изнесува еден летниковец? Како? Еден летниковец колку изнесува? Мислам секако имате веќе... Ама не ги јас проверам јавните набавки да ти кажам, значи не, ама сега имате увид за тоа, од прилика викам. Не ме држејте, значи ова ќе кажам секунда само, неофицијално од претходно тие што ги веќе бееме изградиле беа од 120 до 150.000, имаше разлика околу кровната конструкција, така да ова е карикирано. Овие сега не знам. Значи не знам точно, ако ви интересира, за наредниот совет ќе... Да, и еден предлог мислам дека веќе што се сукршени овие на језерата, мислам дека добро би било да се обноват. Да го дефинираме ова, пошто е процедурано барање веќе и нема да е проблем, значи за нешто дополнително. Го ставам на гласање барањето за изградба. Не може да го ставаме кога не знаеме, може ќе сака на дворно да го. Ајде да го оваа барање јас предлагам да го председател да го одложиме, да се дефинира за која позиција. Може сака на некој дворно. Во ред. И ќе согласни. Го ставам на гласање за одложување за доколку пак поднесат барање да биде разгледано со наведена локација. Кој е за одложување на барањето? Ама не се исконтактира тај достав. Продолжуваме барање од Фида Јованова. Почитувани советници, јас Фида Јованова од село Габровци сум старо и изнемоштено 80 годишно лице и не сум во можност самостојно да си обезбедам и приготвувам храна за себе. Ве замолувам моето барање да биде разгледано доколку е можно да ми се даде услугата користење на топол оброк. Има доставено средства за дополнително. Документација, правилник за... Фида Јованова живееше со внука им. беше оставено за совет. Внука живееше со неа и сега дали внука веќе повеќе не живеат со внука и со фамилијата живееше со неа. Дали внука повеќе не живее со неа, не знам. А не ти не беше знае дека внуката веќе не знам. Само ти живееше со неа. Била сам. А сега во моментот како е состојбата не знам. Буџетот колку имаме, секунда само, имаме ли предвидени дополнителни средства за... Знам дека предлагаме да се... Само за 20 луѓе има, се корисници околу 15 сега. Значи има можност. Има можност да се испита дали жената стварно живее заедно, пошто стварно у претходните 2-3 месеца живееше со внуката со фамилијата. Знае ли некој лично за... Да, ми кажа дека внуката нема одлучени пописани, да аплицира жената била 80 години. Во ред. Го знаете, да окей, дај го на глас. Го здавам барањето на Фида Јованова за гласање. Кој е за? Сите за. Продолжуваме барање од Ленка Ристова од село Дедино. Почитувани советници, се наоѓам во многу тешка здравствена состојба која може
да се види на документацијата која е во прилог на барањето. Немам доволно финансиски средства за набавка на лекарства и негата. Терапијата која ми е потребна, не сум пензионер и финансите мали ги добивам како туѓа нега кои се многу малку и со тие финанси не можам да си ги набавам потребни лекарства, затоа барам од вас да ми одобрите финансиски средства во рамките на вашите можности. Доколку ми одобрите финансиски средства, ќе доставам и жиро сметка. Во прилог ви ги доставувам извештаите за мојата здравствена состојба. Со почит Ленка Ристова. Вчера барањето беше разгледано, предлог беше усвоен за 10.000 денари. Оддедено, Бога ти да за какво лице станува? Сама е жената, си проблем доаѓа, гледа, мислам, треба да се дозволи. Добро. Ако има могушност да дозволя повеќе, ако си го назна ситуација, да? Што има у прилог документација? Имат мислење од матичен лекар, решение за остварување право на надомест за помош и него од друго лице од 5207 денари. Извештај од 28.10.2025 година. Решението од која година? Молим. Сега ќе видам. Туѓа нега. Дали е поголем обем или помал обем? 5.000 денари. Сметано од 5.11.2024. А што пише дека од поголем обем? Лошо е копирано, не знам дали може да се... Во помал обем. И тука имат лична карта. Тоа се доставените документации. Колку се произнесени? Произнесени вчера на комисија за 10.000 денари. Јас мислам дека треба да се обезбеди повеќе средства, така да јас предлагам 30.000 денари. Значи, сега. Мислам дека го дефинираваме правилникот како и на кој начин ја доделуваме средства, така да мора првично да се држиме до него. Не е спорното да се доделуват, меѓутоа ние сме на почеток, средствата се тие што ги имаме, така да само се раководејте според тај правилник за доделување. Значи, кажуваме, таму дека што минимално треба да се одвојуваме 10, како беше граница? Да. 5, максимум 30. Така, да. Максимум се дава на лице за болни Тешки заболувања, да. Сега да не се доведем ситуација, тука сме даделе 10-30, а тај дека што ќе треба се оперира да му дадеме 10 или обратно. Това е одлука. Го ставам предлогот на гласање на колегата од 30.000 денари, кој е за? 4 против? Воздржани? 5. Го ставам предлогот за 10.000 денари, кој е за? За 5, против? Воздржани? 4. Продолжуваме барање од Сдружение на пензионери на општина Конче. Почитување за реализација на дел од активностите на Сдружението на пензионери на општина Конче согласно програмата за 2025 година, која беше усвоена од страна на Советот на општина Конче, имаме потреба од одобрување на финансиски средства во висина од 65.000 денари. Средствата ни се потребни за следните активности: организирање на прослава за нова година 2026 година во висина од 65.000 денари за членовите на Сдружението. Се надеваме дека позитивно ќе одговорите на нашето барање со цел реализирање на предвидените активности во предстојниот период, за што однапред ви благодариме. Со почит барател Сдружение на пензионери на општина Конче, председател Атанас Ристов. Барањето вчера беше одобрено. Го ставам на гласање барањето од Сдружение на пензионери на општина Конче. Кој е за? За 7, против, воздржани 20. Почитување во организација на фестивалот за детски песни Распеани срца и ансамбл за народни ора и песни Тоска од Штип годинава по 26 пат во Штип се одржува фестивалот на детски песни
Песна поделка 2025. На фестивалот ќе земат учество 20 солисти, пејачи, детски хор, како и 2 балетски групи или преку 150 учесника. Годинава песни поделка ќе биде на 27 декември, а од самата фестивалска вечер ќе има директен телевизиски пренос. Согласно водените разговори помеѓу градоначалникот на вашата општина и директорот на фестивалот за учество на представник од вашата општина, ве известуваме дека вашата општина ќе ја представува Катија Трајкова, финансирана од локалната самоуправа. Да ви известиме дека солистите пејачи на име на композиција и снимани во студиото плаќаат котизација на фестивалот од 18.500 денари. Ве молиме за вашиот представник од вашата општина на фестивалот да му бидат уплатени 18.500 денари. Средствата треба да бидат уплатени на жиросметка на ТТК банка Експозатура Штип со назнака Фестивал на детски песни Распеани срца Штип. Се надеваме дека позитивно ќе ни одговорите со што и вие ќе придонесите за што поуспешна организација на фестивалот. Вчера беше разгледувано ова барање и беше одобрено. Го ставам на гласање. Само секунда, ако не е било одобрено, значи, мислам, ако не е било образложено, секоја година на истоимениот фестивал, значи ние како совет, како општина праќаме наш представник и мислам дека тука не би требало дополнително, дека имаме одлични неколку деца настапувачи и сметам дека не би требало ништо. Водиме се од праксата, значи секоја година од различито села. Последниот настап беше децата од Ракитис настапуваа, сега мислам дека ова дете е од Долни Липовик, така да не е ништо посебно. Убаво е да настапуват и наша цел и треба да настојаме, значи на секој може начин, на културно поле, на спорт, да имаме представници. Благодарам. Така, 2-3 збора само чисто. Убаво да учествуват. Ме интересира како се прави селекцијата, дали да нели ако учествуваме треба и да се покажеме таму. Селекцијата како се прави, на кој начин? Да. Нели урете да има представник, па таму бъде представено што ги пратиме да има некоја колку што јас сум запознаен, значи селекција вршат самите организатори, значи доваѓаат преку школото. Аудиција извршуваат, доваѓаат мислам дека до сега беше пракса у школото доваѓаат и комуникација с таквото. Да. Не, па да има некој квалитет, разбираш, не само да учествува. Значи, Уред. Го ставам барањето повторно на гласање. Кој е за? 9 за. Продолжуваме со барање од Сдружение за литература и култура, литературен клуб Корени. Почитуван господине градоначалник, ви се обраќаме во однос на стратегијата за култура на општина Конче и воспоставување соработка меѓу вас како локална самоуправа, културните и едукативните институции во Конче и граѓанскиот сектор заеднички да придонесеме за поттикнување и подобрување на свеста за културата. Се надеваме вие ќе се согласите исто така и локалната самоуправа. Нашата програма финансиски да биде поддржана од буџетот на општина Конче за 2026 година, како истата би можело да биде реализирана од страна на Сдруженијето за литература и култура, литературен клуб Корени, кое што делува на регионално ниво и со своето членство и активности ги покрива општините од југоисточниот плански регион. Програмата е планирано да се реализира преку неколку вида активности. 1. Меѓународен фестивал на хумор и сатира. По 2. Меѓународна поетска манифестација. 3. Денови на Видоја Подгорец. 4. Издавачка дејност. Побараните средства се однесуваат на активности кои ги се одвиваат на подрачјето на целиот регион. Без ваш придонес не би биле во можност целосно да ја реализираме програмата. Дел од овие активности, финансиски поддржани од општина Конче, треба да бидат традиционални. Со желба за успешна соработка очекуваме позитивен одговор. Сдружение за литература и култура, литературен клуб Корени. Струмица, 28.11.2025 година. Вчера барањето беше разгледано и беа предложени, мислам дека и прифатени 6.000 денари. Дали имате друг предлог? 6.000 много на Сдружение од Струмица, дали некој е забрал од Струмица од нашите граѓани нешто? Да, 6.000.
Го ставам предлогот на гласање за 6.000 денари. Кој е за? За колку? 7. Против? Воздржани? 2. До Советот на општина Конче од Борички клуб Извор Јуниор Струмица. Почитувани, ве молиме за финансиска донација во врска со издавање на книгата Пеливанско и современо борење од авторите Сократ Евтимовски и Иван Станоевски. Ве молиме за финансиска донација од 10.000 денари. На комисија ова барање не помина. Ке ми дозволите, председателе, јас мислам дека станува збор сега за тие повозрастните што ги познават спортските активности. Сократ, професорот или председател на клуб Извор, Борички клуб Извор од Струмица, Извор Јуниор. Имаме за среќа ние представници како борачи и мислам дека не би представувало проблем. На еден начин ова е помош, еднократна помош за оваа година. Моја мислење ако не Молим? Сократ, да. Има формирано клуб и терат некои активности там поврзани со борењето. Мислам дека веќе ќе имат и план за... Да. Така да, моје мислење, мислам дека би требало, доколку имаме средства, да му се одноврзи. Да. Предлог. Колку имат барања? Имат барат 10.000 денари. Минимално, нека 6.000, ајде. Кој е за 6.000 денари да се додели на Боречки клуб Извор Јуниор Струмица? 9. Со тоа завршуваме за денес. Ви благодарам на вашето присуство. Леле. Советнички прашања, се извинувам, дали има некој? Ајде. Твоето прашање беше образложение градоначалникот зошто е за Скопје денес. Јас ви кажам. Ајде бидеме кратки пошто. Вака малку градоначалник. Моето прашање беше причината за вашето отсутство. Не сум кажал за дека сте у Скопје, од кај ќе знам. Да не ме пријавите за демнение после. Да. Нема да ви пријавам сигурно. Јас пак ќе кажем, ќе се држиме до деловникот и до законите. Значи, ако сте го прочитале, не знам точно кој член беше од деловникот, градоначалникот треба да присуствува, но и не мора. Сега, ако сакате да ви израдувам, да тие 2 дена беех одсутен, за Скопје беех, значи посредуваваме со, бидејќи беше последниот ден, втори, ако не се лажам, 2.12, требаше да се реализира трансферо на возилото што го набавиме благодарение на претходните форумски сесии и таа беше целата работа. А иначе, пак ќе ви повторам, јас како градоначалник треба да присуствувам, но и не мора. Не, очекувам. Градоначалникот да образложи зошто е одсутен на седницата. Така, Лен што се запишала, И на риското прашањето беше материјал што се снима кога ќе биде објавен на YouTube канал. Значи и двете работи. Немаше ги предпака и проверите. Сега се Да прашам дали за денес имате советнички прашања, повели? Јас ќе имам 2 прашања. Значи првото прашање е до градоначалникот на општина Конче. Иако разговаравме, баш у тој момент не бевте вие присутен градоначалник овде, за донесената одлука за одобрување на финансиски средства за доброволното противпожарно друштво Горици од 300.000 денари. На 29.7.2025, мислам дека беше 23, така? И од тие средства само до доброволното друштво се пуштени 100.000 денари, колку сме се информирани, но уште фалат 200.000 денари. Зошто не се пуштени? Значи, разговарав со раководителката, она не образложи дека во буџетот има пари,
значи тоа нели е за вас непочитување на одлука на Совет. Тоа е првото прашање. Второто прашање. Донесено одлука на Совет на 23.9.2024 година. 2024. Да. 23.9.2024 година. За начинот на користење на службените возила на општина Конча. Член 1. Со ова одлука се задолжуваат вработените на општина. Извини. Добро. Не. Мислам да до овде разбрав. Не. Од почеток? Зашо се однесуваше за одлука од 24-та, само за која да ми кажеш? Да. Врз основа на член 36 став 1 15 од Закон за локална самоуправа и член 11 тука од статутот на општина Конча, Советот на општина Конча на седница одржана на 23.9.2024 година донесе. Сега испаѓа 23-ти, нели прескаме кажа 24-ти? 24-та донесено. Добро, 23-ти. 23.9.2024. Добро, 9-ти или како кажа? 9-ти, да. Добро. Одлука за начинот на користење на службените возила на општина Конче. Член 1. Со ова одлука се задолжуваат вработените на општина Конче службените возила на општина Конче да ги користаат исклучиво за службени потреби, а по завршувањето на службените потреба од истото да бидат паркирани во дворот на општинската зграда. Член 2, согласно член 1 од оваа одлука, буџетските средства наменети за користење на службените возила ќе се користаат економично и ефикасно. Член 3. Одлуката влегува во сила од денот на објавување во службен гласник на општина Конче. Тука дата исто 23.9.2024, подпишано од председател. Па Разбрани, да. Това ли е се? Тие се. Да. Прво, во врска со одлуката за одобрение, односно одобрени средства за ДПД, да, точно е това, значи доброволното противопожарно друштво, има секоја година доставува програма, меѓутоа, освен што доставува програма, треба да достави извештај. Сега. Јас со одговорното лице, со председател на доброволното, бег до одредено време во контакт, значи прво, секој оној кој што зема пари, општински или државни, треба да даде отчет. Јас сум тај што кога прва можност и прилика ќе констатирам дека нешто не функционира, значи да го стопирам. Исто како и втората одлука. Значи, во Законот за работни односи, за втората одлука, вика, доколку работодавецот е во состојба да овозможи и превоз за вработените, тоа ќе го овозможи, значи непречено. Советот донесува одлука, меѓутоа јас кажах ви, сега ви пак повтарам, одредени одлуки кои што сметам дека се незакони, нема да ги подпишувам и нема да ги почитувам. Мислам дека сум јасен. Може ли јас да дополнам за ДПД врати? Не, само, извини, само за... без разлика, значи, вие викате дека овие одлуки не се подпишани од ваша страна? Не. Тие се подпишани, подпишани треба да бидат почитувани од ваша страна. Значи јас ви го кажах се дека сметам дека за првата одлука ли се однесува прашањето, сега или за двете? За втората. Да, меѓутоа, како одлука донесена е. Јас сметам дека локалната самоуправа има услови да возможи превоз на вработените и това ќе го прави. Ама тоа не е за услови дали има за превоз за вработени или за службените возила да се вратат во дворот на општинската зграда. Дали се враќаат тие возила? Дали остануваат тук? Конкретно... Дали стрикно за службени патување се користи? Да, значи еве ја одговарам ти, најодговорно тврдам, секој едно возило што се зема, вклучително сега, ако треба да го прецизираш прашањето, речи градоначалник, вашето возило, возилото што се возат вработените или возилото што ги користат другите вработени. Значи, треба да знаете, јас користам службено возило согласно закон. Затоа имам придонесено овие 4 години да не плаќаме шофер, за да ствараме дополнителни трошкови. Значи,
карикирам, шоферот Серхан Нанушев треба да дојде да ме земе мене, да отидеме на 18 на седница на ЗЕЛС, па да се врате и да остваре прекувремени часови и да треба това да го кошта да кошта општината да плати дополнителни средства. Дозволи, не сум завршил. Значи, од тие причини, за возилото што јас го користам, ви кажувам дека сум пресметал и донесел сум одлука дека јас ќе го користам, да, и го користам за потребите исклучително за потребите на општината и, значи, од тие причини, пак ви повтарам, сметам дека сме направиле, барем јас во изминатите 4 години имам предонесено да придонесе сето това мое економско однесување, да наредната кола што ќе ја купиме за потребите на општина Конча биде колку толку подпомогната од оваа моите домакинско работење. Разбрани ли сте се? Добро, ама тоа службено патување, вие од работа до работа, значи од дома до тук, Добро. до работа. Значи тогаш вие се возите со службено возило, така? Значи, за време на извршувањето на работните задачи и за време значи, за патување до работно место. И патување од работно место до дома. Да. Со службено возило се патувате, така? Да. Добро, по тоа одлука, значи тоа значи дека не се почитува таа одлука на Совет. Да, кажа. Така? Да. Не се почитува. Добро. Тоа ми беше само одговор. Сега сакам да дополнам за ДПД Горици. ДПД Горици има програма на Совет донесена за 600.000 денари. Од кои во еден наврат имаше донесена одлука 300.000 денари. Тие 300.000 денари им беа пуштени. Втората одлука беше донесена, како што кажеш, на 23.7. 300.000 денари. Значи, од тие 300.000 денари, втората одлука има пуштена 100.000. Да бидеме најасно, ДПД Горици во 2025 година имаат исплатено од буџетот на општина Конча 400.000 денари. Да не излезе дека само 100 сме исплатили. Тоа сакав да го дополнам. Тоа фактички значи тие 300 се со втората одлука, така. А они полугодишен извештај нели имате побарано од вас? Не, мислам, вие дали имате побарано значи полугодишен извештај за наслов? Лицето кое што е одговорно, значи не е дојдело нити кај мене, нити кај градоначалник. Јас мислам дека Значи добро да би дојде било... и секој одговорно лице, дали ќе е на здружение, дали ќе е буџетски корисник, јас мислам дека треба да дојде за било каква потреба кај градоначалникот и да се донесе заеднички став. Кога ставот би бил заеднички, многу полесно ќе биде се. Точно дека, ама тоа Совето е посебно тело од градоначалникот. Значи во случај Совето ако донесува одлука за обезбедување на некои средства до здружение или било до некој друг орган, значи тука треба да бидат исплатени и да се испочитува одлуката на Совето. А тоа е друго. Градоначалникот ви одговори на тоа. Не, само сакам да кажам, значи, а во случај, значи, они, ако не работат како што треба или не домакинско, значи, вие после, ние, крајот на годината, значи, ќе им се гледа тоа по приложениот извештај од нивната страна. Тоа ми беше. Градоначалникот ви го образложи тоа, јас мислам беше доста јасен, така да... Само ќе се надополнам на две работи од произнесувањето, што рече колегата. Значи, не е одговорно. Како одговорно? Значи, не е одговорно. 200.000 денара, ако остануват во здружението, обврска на општината да ги исплате, а да тера за тава одговорност од лицето што ќе ги користи. Значи, ние, здружението, дали ќе доваѓа у општината или не, това не е владина организација, не е на општината, здружението. На општината ли? Значи, не е на општината. На општината ли е здружението? Чекаме, не се брзајте толку што се брзате. Значи, здружението не е на општината, здружението не е владина организација. Секој може да направи здружение и да аплицира за одредена сума во општината. Ма нека се само финансира това здружение. Ама градоначалник, од тие здруженија што имат барања и некој се финансира дел, некој само од општината. Ние сега извини. Ако го финансираме, ние здружението сме должни да ги платиме парите што сме ги одобрили. Ама за това треба да бараме ако ги злоупотребил. Баш реперкусии. Може би бараме дали се злоупотреби. Ама градоначалник, не да не ги исплатиме.